петте предвидувања на Баба Вања и што предвидува Баба Вања за 2023 година, од крајот на раѓањата до нуклеарна катастрофа. Се вели дека незините визии се 85% точни и ја вклучуваат трагедијата во Чернобил, смртта на принцезата Дејана и распадот на Советскиот сојуз. Слепата и видовита глобално позната Баба Вања, која ги предвидела 11 септември и Брекзит, пред нејзината смрт направила 5 застрашувачки пророштва за 2023 година. Баба Вања, која го изгубила видот на 12 годишна возраст, предвидела катастрофални соларни бури, нуклеарна експлозија и крај на природните раѓања во 2023 година. Откако ослепела Баба Вања, тврдела дека станала свесна за редок дар од Бога, што ја овозможил да гледа во иднината. Додека многумина ќе се надеваат на добри вести, додека одиме во 2023 година, за неколку дена предвидувањата на Баба Вања се полни со пропаст и мрак. Орбитата на Земјата да го промени курсот. Баба Вања предвиде дека во 2023 година Земјата некако ќе доживее промена во својата орбита, иако деталите за тоа не беа дадени. Без разлика каква и да е таа промена, таа би можела да има катастрофални последици доколку навистина се случи. Планетата е позиционирана во совршена рамнотежа и затоа дури и најмало поместување може да доведе до несакани и екстремно штетни промени на климата и нивото на морето. Доколку Земјата се приближи до Сонцето, нашиот дом би се соочил со зголемено зрачење и температури кои скокаат на нови височини. Ова би резултирало со брзо топење на глечерите, зголемување на нивото на морето и би имало глобална вонредна состојба да се обиде да се справи со промената. Меѓутоа, ако планетата се оддалечи подалеку од Сонцето, ќе не воведе во ледено доба со долги часови темнина, предизвикувајќи сосема поинаква низа на катастрофални ефекти за животот на Земјата. Промена на орбитата на Земјата. Нашата планета патува 584 милиони милји околу Сонцето, секоја година епско патување кое е елипсовидно, обликовано како овална, а не како совршен круг. Прецизната форма на овалот е под влијание на гравитационите сили на другите планети, што значи дека орбитата на Земјата може и се менува. Меѓутоа, таквите промени се случуваат на цикличен начин низ многу илјадници години. Ефектите од дури и суптилни бавни промени може да бидат сериозни. Например, теоретизирањето е дека поместувањето на орбитата придонело за палеоценското, еоценскиот термички максимум, периодот на интензивно глобално затоплување што се случило пред речиси 56 милиони години. Ако се случи радикална промена во текот на една година, од која било причина, ефектите би биле апокалиптични. Може да има високи температури и нивоа на радијација, со страшни еколошки последици што може да биде настан на ниво на истребување. Биооружје. Баба Вања исто така тврди дека предвидела дека една голема земја ќе спроведе студии за биооружје врз луѓе, што би резултирало со смрт на илјадници луѓе. На кое биооружје ве асоцира тоа? Меѓутоа, во овој момент, Конвенцијата за биолошко оружје на Обединетите нации забранува изведување на овие видови експерименти. И покрај ова има некои земји за кои се смета дека веќе водат потенцијални поделби за биооружје во позадина. Злосторство од биооружје. Исто така се вели дека Баба Вања имала визија за тестови на биооружје што ги извршила голема земја во 2023 година. Исто така се чини релативно за сегашниот вжештен геополитички контекст. Невозможно е да се знае каква нација имала на ум Баба Вања и не е јасно колкав може да биде обемот на таквите експерименти. Дали може да вклучува складирани вируси, можеби некоја вооружена варијанта што ризикува да избега од лабораториска средина. Дури и да не се случи такво истекување, ваквите експерименти веројатно би ја прекршили Конвенцијата за биолошко оружје која забранува развој и производство на токсини и агенси. Еве се надевам дека овие нема да се случат до крајот на следната година. Нуклеарна експлозија. Меѓу незините многу бројни предвидувања за 2023 година се тврди дека Баба Вања предупредила на потенцијална експлозија на нуклеарна централа.
Ова морничево предупредување доаѓа по нејзиното наводно предвидување за катастрофата во Чернобил. Русија останува под контрола на нуклеарната централа Запорожје, додека конфликтот продолжува да се одвива околу нив. Мала грешка во централата може да резултира со катастрофа која би имала страшни последици за многу европски земји. Сончево цунами. Друго предвидување, иако прилично нејасно, е доаѓањето на масивна соларна бура од размери кои никогаш досега не биле видени на планетата Земја. Сончеви бури се случуваат кога изливот на енергија се ослободува од сонцето, испраќајќи електрични полнежи, магнетни полиња и радијација кои се движат кон Земјата. Иако тие се доживеани во многу прилики, тие се гледани само како феномен на небото, како зелената нијанса на северната светлина. Овие помоќни соларни бури, предвидени од Баба Вања, ќе резултираат со оштетување на технологијата, па дури и може да доведат до масовни прекини на струјата и дефекти во комуникацијата, што може да предизвика цела низа проблеми. Некои посебни предупредувања од футуристите ги опишуваат ваквите настани како моментот кога ќе бидеме вратени назад во мрачниот век. Разорна соларна бура, едно од најалармантните предвидувања за 2023 година, што и се препишува на Баба Вања, се однесува на соларната бура која може да има катастрофални последици. Терминот сончева бура може да се однесува на неколку феномени на површината на сонцето, вклучително и сончеви блесоци и коронални масивни исфрлања. Последиците се огромни ерупции на плазма кои се способни да стигнат до Земјата, предизвикувајќи геомагнетни бури кои потенцијално би можеле да ги испржат електричните мрежи и да предизвикаат широк хаос. Најдраматичниот пример во запишаната историја беше настанот Карингтон од 1859 година. Ако таков настан се случи денес, во нашиот наелектризиран свет, ефектите врз комуникациите, услугите и секојдневниот живот би биле речиси неразбирливи. Навистина експертите веруваат дека штетите на светската инфраструктура може да доведат до прекини на струја кои ќе траат со години, предизвикувајќи општествен хаос и предизвикувајќи финансиските пазари да заминат во пропаст, што би било 10% од се што е видено досега. Лабораториски раѓања. Конечното тврдење за 2023 година вклучува крај на природните човечки раѓања, за кои таа предвидува дека ќе бидат забранети. Дистописката проекција ќе дојде бидејќи владините лидери наводно ќе забрануваат раѓања и ќе повикуваат целиот човечки живот да се одгледува во лабораторија. Лидерите и медицинските експерти ќе можат да одлучат кој ќе биде роден, додека родителите ќе можат да ги приспособат своите особини и изглед по желба како да изгледаат нивните деца и со каква боја на косата и боја на очите сакаат да бидат нивните деца. Ова е дефинитивно едно од почудните предвидувања на Баба Вања и ги подхранува стравовите што некои ги имаат за забавување на наталитетот. Незините пророштва не завршуваат ниту тука. Предвидувањата на Баба Вања гледаат многу подалеку во иднината, дури во 4599 година, кога таа верува дека човештвото ќе постигне бесмртност, проследено со тврдења од 5078 година, дека човештвото ќе го напушти нашиот универзум. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрайб или претплати се, а тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.